Граѓаните на Република Турција со тесно мнозинство на референдум одлучија да му дадат султанска власт на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Ова најде на голема радост на целиот Балкан, посебно кои оние кои имаат 120 години и повеќе и кои со носталгија се сеќаваат на Отоманската империја. Добрата вест за Македонија е дека новиот султан на Отоманското царство Ердоган веднаш го именува досегашниот македонски претседател Ѓорги Иванов за свој везир во Македонија, Тракија и Румелија. Новото везирско име на Иванов, како што дознаваме, ќе биде Сурат Јоксбори Мандатоглу. Нашиот Ланчо ја следеше посетата на Иванов на Цариград и разговараше со еден локален аналитичар. Го вклучуваме Ланчо во живо. Токму така студио при посетата на Стамболград, господинот Ѓорги Иванов дојде со една идеја за укинување на првиот Илинден. Новите генерации од сега ќе го изучуваат само четвртиот Илинден. Исто така се разговараше за непотребното спомнување на националните херои во химната како Гоце Делчев, Питу Гули, Груев и Сандански. По тој повод и по повод именувањето на Иванов за везир, до мене е турскиот аналитичар Искендер Бек Пандоган, кој што ќе ни одговори и ќе ни каже нешто околу македонско-турските везирски односи. Мерхаба. Мерхаба. Ова е чок ѓузел момент за Македонија. Иванов бе арслан човек, арслан. Ама македонски народ мисли дека абдал човек. Јоктур башка абдал Иванов бе. За бе сингелосун кај иде кај Иванов бе мандат гелеосун. А Иванов бе сиктер бе мандат ешиндолосун. Јоктур башка платформа пеки мандат елешин. Иванов бе везир ешиндолосун. Малку сега може би партиски везир ги ешиндолосун, али и сингелолу. Добро, но дали ќе се воведе двојазичност на ниво на целата република? Дали ќе има казни? Што е со промена на химната? Сус бе казни бе, Јоктур башка казни. Што го плаши македонски народ бе? Ишин доласен, ако има нешто ги данок во крв елесун, али Јоктур башка ќе боли кишин. За химна ги лишин Шербет Павловска? Благица Павлов? Благица Павловска гелешин една песна гело Ölüsünde gülüşün Üden büsten bölget Olursun gелешин мерак песна за химна мерак холшин долу. Добро, но еве има некои муабети кои што велат нели дека ќе се воведи задолжителен сунет. Сунет. Јок сунет бе. Па го плаши македонски народ. Ешин гелесен ако нешто треба гелеосун да се крати, ќе го крати ешин демократијата малку се, или ешин ама ќе биде мерак за све ќе биде ешин. Хајде ешин. Ви благодарам господине Пандоган. Ви благодарам и вас драги гледачи. Студио? Ти благодарам Ланчо, а ние продолжуваме со вчерашно.